Македонија не успеа да ги задржи најдобрите. Одливот на стручњаци и способни кадри во своите области продолжува. Македонија во последните 2 децении се соочува со голем одлив на интелектуалци, научници и експерти. Овој тренд продолжува и во последните години и се поголем број млади одлучуваат да си ја пробаат среќата во странство. Истражувањето на Економскиот институт во Скопје покажало дека најголем дел од нив заминуваат на магистерски или докторски студии и остануваат во тие земји. Најпосакувана дестинација се Соединетите Американски држави, а најголем дел од емигрантите се од техничко-технолошките науки и медицината. Како главна причина за нивното напуштање на земјата се лоцира неможноста да се најде соодветно вработување. Имено во последната деценија бројот на невработени со универзитетско образование забележа голем пораст. Тој во периодот 1999-2010 година се зголеми за 3 пати, а стапката на невработеност од околу 14 на 22%. Овие промени се особено нагласени во последните години со приливот на нови генерации на дипломирани студенти. Тоа го потврдува и растечкото учество на младите до 29 години во вкупно невработените со универзитетско образование, кое во 2009 и 2010 година изнесува повеќе од 60%. Следуваат декади на заселен лов на научници и експерти, а Македонија не смее да дозволи да заминуваат најдобрите, истакна директорот на Економскиот институт Билјана Ангелова. Според неа, целиот овој период државата има пасивен однос кон проблемот со интелектуалната емиграција, а домашните умови не добиваат шанса за просперитет. Лесно е да се декларираме дека сакаме да имаме повеќе млади во науката, но за таа цел потребно се поголеми инвестиции, јакнење на универзитетите, инвестиции за основање на центри за експертски анализи и професионален развој и за подобрување на општите услови за живот, така што талентите да имаат доволни причини да не заминуваат од земјата. Според податоците на повеќе домашни и меѓународни институции во потрага по подобар живот, земјава во последните 20 години ја напуштиле околу 200.000 лица.